На денешен ден, 25 јуни. Илјада 822 година. Во Берлин умре Ернст Теодор Амадеус Хофман, германски писател, композитор и музички критичар, представник на доцната романтика. Најпознати негови дела се Животните погледи на мачорот Мур, Серапиновите браќа и други. Роден е во Кенингсбек на 21 јануари 1776 година. 1903 година. Роден е англискиот писател Џорџ Орвел. Вистинското име му е Ерик Артур Блер. Дела романите 1984, Животинска фарма, Бурмански денови, Никој и ништо во Париз и Лондон, есеите, критички есеи, Лов на слонови, Англија ваша Англија, книга за шпанската граѓанска војна, На Каталонија со љубов. 1905 година. Меѓу селата Куклица и Пандаќ, 3000 турска војска и жандармерија ја опколи четата на 13 борци на македонскиот војвода Атанас Бабата. Се разви жестока борба. Кога ја привршија амуницијата, борците ја изгореа архивата на четата. Ги искршија пушките и револверите, извикувајќи да живее слободна Македонија, и се самоубија, следејќи го примерот на својот славен војвода. Атанас Бабата е еден од првите членови на ТМОРО, работеше во повеќе од 16 реони, а беше раководител на околу 40 борбени акции. За време на Илинденското востание од 1903 година действуваше во Кратовско. Атанас Бабата е роден во селото Санитово, Пазарџиско, во 1875 година. 1906 година. По една акција на четата на војводата Ѓорѓи Ацев кај селото Крапа, кај Македонски Брод, против една великосрпска платеничка чета, војводата беше ранет, а за да не биде заробен се самоуби. Тој е брат на познатите македонски војводи Мирче и Петар Ацев. Роден е во селото Ораорец, Прилепско, во 1883 или 1884 година. 1956 година. Роден е Борис Трајковски, вториот поред председател на Република Македонија, од 15 декември 1999 година до 26 февруари 2004 година. Трајковски дипломираше на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а во 1980 година специјализираше економско право и трудово право. До 1997 година раководеше со правна служба во стопанското предпријатие, а од 1997 до 1998 година беше шеф на кабинетот на градоначалникот на општина Киселавода, Скопје. Од крајот на 1998 година беше заменик министер за надворешни работи на Република Македонија во владата на Љупчо Георгиевски. Тој исто така беше председател на Комисијата за надворешно-политички односи на ВМРО-ДПМНЕ и политички советник за надворешна политика на председателот на ВМРО-ДПМНЕ. Беше член на председателството на невладината организација Паневропско движење на Република Македонија и на меѓународната конференција Разрешување на конфликти со седиште во Атланта, САД. Учествуваше во многубројни меѓународни конференции на тема разрешување на конфликти, религиозна толерантност, религиозна слобода, а беше и председател на младинската организација на Обединетата методистичка црква во Југославија повеќе од 12 години. Борис Трајковски умре на 26 февруари 2004 година во авионската несреќа што се случи во планински предел во близина на Мостар. На пат кон Сараево, во истиот авион патуваа вкупно 9 луѓе и сите трагично го загубија животот. 1997 година.
Умре францускиот океанограф Жак Ив Кусто, член на Француската академија, голем борец за заштита на човековата околина. Првиот документарен филм 10.000 метри под морето го сними во 1943 година. Од тогаш тој направи многу документарни филмови и телевизиски серии за животот во морињата и океаните, крстарејќи го светот со својот брод лабораторија Калипсо. За филмот Светот на тишината, кој го сними со францускиот режисер Луи Мало во 1956 година, на фестивалот во Кан ја доби Златната палма. Добитник е на 3 Оскари, напише повеќе книги, останати филмови се Свет без сонце, Златна риба.